Сега е време за нашата утринска тема која што ја посетуваме овој петок на спортската подологија, што тоа значи, колку истата се применува кај нас, колку спортистите, особено оние кои што професионално го гледаат спортот и тоа за нив значи живот, обрнуваат или посветуваат внимание на грижата на стапалата. Генерално за здрави стапала велат дека водат и до значајни спортски успеси во светски рамки. Денеска ми е исклучителна чест да ја поздравам доктор Весна Игњатовиќ, која што ни пристигнува од Белград или од соседна Србија, дел од центарот доктор Вајс и заедно со нас Игор Јакимовски, кој што е познат атлетски тренер на најдобрите, можеби маратонци кај нас, а секако ќе го споменеме и олимпиецот Дарио Ивановски, кој што е всушност под ваша закрила и со години наназад реди најдобри успеси, но како велите, можеби најдоброто и допрва доаѓа. Така е. Најпрвен добро утро. Добро утро, Игор. Ке зборуваме за спортските моменти, за спортските успеси, но веројатно се потекнува од нозете, особено кога е нели атлетиката во прашање и маратонското трчање. Но предност ќе дадеме на доктор Весна, со оглед на тоа што ни доаѓате и од соседна Србија, може да започнеме со едно такво прашање во смисла на тоа колку спортската подологија станува нешто што таа е достапна за секој, но колку знаењето на нашите и на луѓето во Србија се зголемува кога станува збор за подологијата. Дали генерално можеме да кажеме дека е нешто поим за кој што се повеќе можеби се зборува или е поим за кој што се уште е до некаде непознат, па и на овие простори кај нас? Па ја могу речи слободно на сву среќу да се спортска подологија афирмисала задњих година. Чињеница е да су и сами спортисти схватили да су им ноге главно оруđe за рад, посебно атлетичари. Jednostavno nema grane u sportu gde stopala nisu bitna. To je kao da govorite o vrstama automobila, a kažete da gume, točkovi su nebitni. S tim što vi točkovi gume možete da menjate, a stopala nažalost ne. Stopala znači možete samo da servisirate iz godine u godinu, da ne kažem s vremena na vreme. Еве Игор ќе ни помогне околу преводот, да ги запазиме критериумите. Да, секако. Весна беше многу јасна дека нели атлетиката како еден основен базичен спорт нели за сите спортисти останати, многу битна е грижата за стапалата, така да сите спортисти во последно време ја развиваат таа свест, свесни се за тоа колку е битно, колку е важно да нели имаат здрави стапала и таа го кажа тој пример со автомобилите, кој што нели по секоја логика баш и така е и ние треба да гледаме на тоа така, се развива свеста како она што кажа, тоа јас можам да го потврдам, така да оди во насока на етер со модернизацијата на спортот, со тие сите високи поставени критериуми, се она што го бара модерниот спорт, доаѓаме токму до тоа она што го вели, што сака да го каже како пример, дека здрави стапала гарантираат и подобар резултат и успех. Така е. Зборувајќи за здравите стапала, сега ќе збориме малку општо, не само за спортистите. Во текот на летниот период, во голем дел, спортистите секако си се во нивните обувки, без разлика нели на годишното време, но генерално би прашала што им се случува на стапалата сега во овој период од годината, кога после активен летен период, кога во најголем дел не се нели на отворено, што би се рекла. Сега ни следува зима и постојано затворен простор, каде што нели веројатно нешто се случува. Ovo je u suštini zaista jedan kritičan period za naše stopala, zato što iz otvorene, komforne obuće mi ulazimo u neki kalup. Nažalost, modni trendovi ne idu u prilog našim stopalima, jer ne znam iz kojih razloga, ali dizajneri nas uporno teraju da svoja stopala prilagođavamo obući, a ne prilagođavaju obuću fiziološkoj formi, anatomskoj formi naših stopala. Tako da ako vi nosite neke široke, komotne, vi niste in, znači cipele niste in, ali ako nosite uske, ako nosite visoke štikle, ako su špicaste cipele, onda ste moderni, onda ste u trendu. Pitanje je šta želite da odaberete, da budete moderni ili da budete zdravi. Znači ja to stalno ponavljam, da li je bitna fasada ili je bitan sadržaj.
u ovom periodu sada, kada stopala terate da se ukalupe u te cipele, kada stežete prste, vi stvarate idealne uslove za razvoj gljivične infekcije. I to je ono o čemu treba da se vodi sada računa. Osnovni je problem kod svih, što ja to stalno ponavljam, pa možda sam i nekada kod vas ranije govorila, da ljudi stvarno ne znaju da peru stopala. Ljudi misle da se stopala sama peru. Time što će se istuširati i što će na kraju da tušnu ta malo stopala onako sa daljine. Da li tako perete ruke? Da li samo bacite mlaz vode na svoje šake? Da li tako perete lice? Znači, neophodno je da se skinu mrtve ćelije sa stopala. Znači, morate da šakama dotaknete vaša stopala, da skinete te mrtve ćelije, da operete međuprsni prostor i nakon tuširanja, znači, da dobro osušite taj prostor kako se ne bi stvorile gljivice. Uvek treba imati u vidu da su potrebni neki osnovni uslovi za razvoj gljivica, to je da bude toplo, da bude mračno i da bude vlažno. Stopala upravo ispunjavaju te klimatske uslove za razvoj gljivice. Ideалните услови за развој, да. Игор повели малку со превод. Да, најпрво го кажа она што навистина се случува и реално е така. Може тоа да го и ние самите да го земеме преку наш пример, каде што, нели, на некој начин, може би не сакајки, сакаме да изгледаме по-модерно, по-ин и тука ги занемаруваме оние вистински потреби за здраво стапало. Сакаме сите да изгледаме комфор, значи сакаме убаво да изгледаме ин, што се вели, затоа при изборот на обувките понекогаш го запоставуваме стопалото, нели, сега она кажа со преминот во зимски услови, со тоа што постојано, нели, во затворен простор, да затворени, така, да. И нормално имаме последици од сето тоа, некогаш ги чувствуваме како потреба да појдеме на лекар за да санираме нешто, некогаш како у моментот тегова, ние посебно спортистите, јас исто така имам некој проблем со левото стопало, имам израсток, стручно не знам како се викаше, ќе ми помогне. Халус валгус, значи то се само хирушки решава, тоа го знам. Деформитет коштаног ткива некој. Јас го зедов тој пример за да кажам. У народу чуклеви, тако их зову. Го зедов тој пример за да кажам, пример кога ќе дојде зимскиот период, некоја подсврста, позимска обувка која ќе облечам и ми ствара притисок, ми го иритира местото и понекогаш навистина чувствувам иритација со голема болка, меѓутоа како што кажа, тоа не е до нејзиниот домен за да се реши, туку едноставно мора некој хируршки запал, меѓутоа се одлучив да го да живееш со тоа. Да живеам и го игнорирам и само ми страдаат патиките каде што буквално ми ги уништува тоа место. место. Добро, патиките страдаат. Страда ли дополнително стапалото? Ти си сепак професионален спортист, ако ги земеме во предвид сите работи, ти трчаш и ти си постојано активен. Во тие патики не, што се многу лесни, изработени се, меѓутоа кога ќе земам некоја така, ете нешто викаме casual патика, малце потешки и така натаму, тогаш да. И затоа се трудам многу да не се облекам, меѓутоа како што кажа во зимските услови така е. Го кажа примерот за одржување на хигиената на стапалата. И јас точно додека таа го кажуваше примерот. Ти се смешкаш. Да, се сеќавам и вистина и еве може и ти ќе признаеш, еве ја ќе признам, навистина понекогаш ги занемаруваме. Нели, ќе земеш рацете, како што кажа, ќе ги измиеш како што треба, сега некош и по 2 пати со сапун се ти рати, меѓутоа ете, мислиме дека нозете не се толку битни, односно битни се, ама не до толку како рацете и нели, ќе прснеш вода и така натаму. Расширите мало прстичи, цак-цак и као тој е опрано. Меѓутоа, навистина, тоа значи не е многу време, тоа е колку една минута максимум. Да се посвети правилна грижа и нега. Игор, ќе го споменам и твоето искуство професионално, во смисла дека и ти си атлетичар и ти трчаш постојано, си активен, но ќе ги споменам и спортистите со кои што работиш, бидејќи си познат атлетски тренер. Најмногу луѓето те препознаваат како тренер на Дарио Ивановски, имаше можност да
заедно со него бидеш дел од многу светски реномирани надпревари, меѓу кои што секако и Олимпијадата. Можеме ли да направиме некоја можеби споредба во смисла на тоа како светот и професионалните спортисти реагираат на овој поим, на подологија, затоа што ако го споменеме еден Новак Џоковиќ се грижи не само за исхрана, за ментално здравје, буквално секој сегмент му е, нели, организиран и осмислен, така што верувам дека крајно професионално ниво на еден спортист подразбира и вакво нешто. Кај нас можеби е по-ново или не толку познато, иако еве Дарио се грижи и тоа е супер што тоа го прави, но еве да направиме некоја паралела ако можеме со светот како функционира. Па секако дека може да направиме. Секогаш се трудам да бидам и во работата со моите спортисти, и вака кога ќе ме прашат дали е јавно, дали е било како, се трудам да бидам реален и да се служам само со она што е вистински факт, што сум го видел и така натаму. Само така можеш да извлечеш и поука и заклучок и нешто да направиш понатаму за доброто на себе и на спортистите. Сме биле со Дарио на сите можни планетарни првенства, големи надпреварувања, сме биле, како што спомнате, на летни олимписки игри и ќе одиме пак, тоа ве уверувам. И од она што можам јас да го кажам како пример и сепак да биде релевантно, можам да го зборам само за атлетичарите, бидејќи сепак поише со нив сме били по тренинг кампови, сме били со најдобрите атлетичари во светот, во Франција, во тренинг кампови. И сум видел многу работи каде што сум имал, нели, достапност, пристапност и комуникација со нив, многу познати атлетичари кои што се, например, заедно со Дарио во еден глобален, многу моќен тим ASICS, што он ги собира на едно место и заедно тренираат. И она што можам да го кажам е следното. Кај африканските тркачи имам приметено дека скоро, ајде не речем 100%, меѓутоа 95 до 99% мислам дека воопшто не се грижат за стопалата. Тоа е интересно и сум ги гледал кога ќе ги соблечат, па тек нели трчаш 25-30-35 км долго трчање и нормално се релаксираат, на крај ќе извадат се. Сум ги видел и после трки у зоната каде што финишираат. Значи стапалата им се она ние што велиме народски крш. Значи ноктите сите како паднати. Даваат значени резултати некогаш. Тоа верувајте, тренинг, тешки услови. Да, верувајте дека и во разговор со нив се тие го занемаруваат тоа. Едноставно као нозете им се напатени, трчат многу и мислат дека перформансот нема ниту да го кренат, нити да им се спушти доколку нешто направат. Но тоа се погрешни уверувања. Да, точно. Еве јас ќе земам примерот на Дарио каде што он пример имал проблем со некој вишок, например, кожа на, нели, што се прават наслаги од многу тренирање, овакво имал проблеми со некој нокт и секогаш кога ќе му се појави некој проблем, ние веднаш одиме во доктор Вајс, каде што веќе многу добро знаат сите 10 години, од 2015 година, тие се наша верна поддршка и секогаш, значи, здравјето и за нас е на прво место и вратите се отворени за нас и сите мои спортисти што се под мој закрила, секогаш вратите им отворена во доктор Вајс и имаат услуги у моментот се што им е потребно, така да Дарио секогаш на време бил, на време ги санирал и трчал секогаш безгрижно. Тоа за него ве уверувам дека е така. Меѓутоа во светски превенција, да, во светски во глобални рамки тоа малку водат грижа за се, меѓутоа за стапалата некако како најмалку да водат. Не сега да го кажувам најдоле, меѓутоа такав е мојот заклучок. Посебно кај врвните атлетичари од Африка, а на пример во Европа внимаваат малку повеќе. Повисока е свеста. Да, повисока е свеста. Тоа ве уверувам дека е така и тоа сум го видел со мои очи. И сум разговарал. Меѓутоа, они повеќе внимаваат на некои други работи кои што немаат врска со ова. Висна, веројатно со Дарио не сте стигнале да работите нешто посериозно, заради тоа што низ годиниве превенирате се што може, за да не дојде до некаква посериозна појава. Какво е вашето искуство со нашиот најдобар маратонец? Па, со Дарио ми е најболje искуство, затоа што смо со ним доказали ону опаску да е болje спречити него лечити.
I zato Dario može da trči svaku trku jer on nikada nema nikakav problem. Znači, mi uvek preventivno delujemo da ne dođe do nekog problema. Ali smo zato imali, u Srbiji smo recimo imali jedan slučaj da je došao fudbaler posle izvesnog vremena, imao je problem, znači nije nam se obratio jer nije znao za nas. I onda dođe i kaže, zbog vas nisam potpisao ugovor za jedan nemački tim. Ja kažem, zbog nas, mislim, nije mi jasno kako zbog nas. Kaže, zašto ste niste reklamirali da znam za vas da mi rešite problem? Mi smo stvarno sa 2 tretmana rešili jedan i tekako urastao nokat zbog koga je on odsustvovao godinu dana, nije mogao da trenira, prosto rečeno. Nakon toga nama se rodila jedna ideja da stvarno trebamo da radimo malo i na tom edukativnom nivou. Onda smo obišli neke fudbalske klubove, čak smo imali pre par godina i ovde jednu akciju u Skoplju sa Fudbalskim savezom Makedonije, gde smo odradili volonterske, znači, preglede tih sportista, napisali jedan divan rad sa kojim smo izašli na jedan međunarodni kongres, gde smo prosto napravili jedan screening, znači, stanja na stopalima. I tu smo bili zaista sablaznuti onim što smo videli na terenu. Naši ljudi, posebno ovde na Balkanu, su stvarno trpi skoke zbog lepote ili trpim se dok ne doteram cara do duvara. Znači, žene zbog lepote su stvarno u stanju da trpe sve i svašta i da ih boli nokat i da nemaju nokat, ali mora da, ne žele da nemaju nokat, neka imaju gljivični nokat, ali nekom bude gel lak preko, neka bude protetika, a muškarci trpe, da misle da se u tome ogleda njihova muškost, pa onda neće, onda bude cmolja, neće da ide kod pedikira, to je njemu nešto ženski. Да, тука се веќе поделени ставовите и тоа се некои митови дека нели подолгијата или педикирот е само за жени. Da je to luksus, a ne potreba. Ами дека е само за женска популација, дека е... Da, sada se to već, znači kod nas ja mislim da čak imamo negde oko 60-70%, prošle godine smo radili statistiku muške populacije, zato što se oni više bave sportom i ta sportska podologija se upravo razvila tako što sada imamo dogovor sa određenim klubovima da imamo, znači, te sistematske preglede u proleći i jesen. To su neki preventivni pregledi, posle toga kada vi nekom evidentirate problem, da će ga on rešiti ili ne, to je stvarno njegovo. Ako njemu lakše da trpi i da trenira... To je како некој систематски преглед или може би спортска медицина која што нели се прави? Pa nažalost, sportska medicina ne toliko. Recimo u Nišu me znaju kolege, pa onda oni sami kažu da sportistima da bi možda trebalo obratiti pažnju da oni to ne rade. Čak nam i sa hirurgije šalju pacijente jer su ukapirali da ne treba čupati urasto nokat, da on može podološki da se reši. Ali kažem, ta prevencija je bitna. Onda sa Narodnim pozorištem u Beogradu isto imamo dogovor, balerine njihove, oni imaju katastrofa stopala. Sad, da li je balet, umetnost ili sport, ali znači to su stvarno mučenice. I kada ne bi imale te prevencije, tih preventivnih tretmana, oni stvarno ne bi mogli na sceni da prave one piruete koje prave. Игор, ќе приземеш околу приводот, па ќе зборнеме малку и за тоа колку можеби кај нас се практикуваат или треба да се практикуваат овие прегледи, со оглед на иницијативата на Весна од пред некоја година, но за жал неуспешна, да се има некаква соработка. Дали беше тоа со фудбалската федерација или генерално? Фудбалска, да. Добро, она прво го кажа искуството со Дарио. Да, тоа е, јас можам да го потврдам дека е така, каде што вели подобро да се спречи него да се лечи. Токму и самиот пристап на Дарио е таков и кога имате таков пристап кон спортистот, таков сериозен и нивниот пристап кон него, тоа е совршена комбинација за таа коцка од мозаикот да биде дел од успехот на Дарио. Така да тука немаме никакви предизвици, имаме разбирање, имаме комуникација, координација и она што е најнеопходно, грижата кон Дарио од нивната ординација од професионалците во доктор Вајс. Тоа е околу Дарио. Оној пример што го кажа со спортистот во Србија е баш она пример, нели, како вели уште народот, подобро да се научиш на друга грешка на туѓа него на својата. Тоа е добар нејзин пример и го знам тој пример. Значи чекаме додека, нели, да се случи нешто више кога не можеш и тогаш превентивно реагираме. Затоа и нашиот пристап е строг во поглед на тоа, кога се работи за здравјето и секоја индикација, секој параметар кој што оди, нели, во минус, во плюс при разноразни мерања, не е битно зашто веднаш реагираме превентивно. И тука би го споменал и тој проектот што беше со таа Национална спортска федерација, во овој случај фудбалската. Тоа
се базира пред се на сериозноста на една федерација во поглед на влогот кој што ќе го направи кон своите спортисти и така. Значи, тука само би ја надополнил Нејзе, дека од она што го споменав пред, како ги гледам спортистите секаде по светот, всушност ги гледам со цели тимови кога одат. Тоа е моќта на една спортска нација, каде што во тимот се вклучени експерти, професионалци од секој можен поглед, дали се работи за здравјето, односно физиотерапевти, лекари, доктори, па и психолози, тренери, се што може да понуди еден комплетен тим околу спортистот кој што заминува на големо надпреварување, 24/7 со него, се до моментот кога тој ќе настапи, па и после тоа, после настапот. Така да проектот што е направен со таа федерација, нормално дека јас ќе го поддржам и барам понатака да има така. И тука уште би додал, и тоа го споменавме во еден неврзан разговор пред да почнеме тука во студиото, дека сепак и кога има прегледи спортска медицина и се, треба исто така и да се обрне внимание на овие работи, на стапалата и на се. Се знае што се гледа на спортска медицина, меѓутоа, ако ние, например, кажеме дека имаме проблем, тогаш, да речеме собрано. Тогаш се обрна малку повеќе внимание. Да, малку повеќе или ќе те прати на некој специјалист и така натаму. Сепак тука треба да се развие доста свеста, доста интересна тема и како што ние малце ја запоставуваме, значи кажавме спортистите малце за треба сите заедно, значи малце да обрнеме повеќе. Спортска медицина се више базира на локомоторни апарат, значи на зглобове, на мишиće, на тај функционални дел организма. А на кожне проблеме стопала, заista to smatraju nekim perifernim problemom. Да, нешто неважно. Pa po principu ako ti smeta, onda okej, ali ako ti ne smeta, onda i ako možeš da trpiš, mislim trpi. Sportska podologija je neminovna, kao što malo pre sam videla da ste pustili jedan insert, dečja podologija, znači to je druga grana po kojoj smo mi isto poznati. Mi sad postajemo, što bi ja rekao, pedijatrijsko odeljenje, sve na malu decu dovode na obradu. Ali prosto je nezamislivo, sad vidim na ekranu jedan grifozni nokat. Nećete verovati, imali smo sportista upravo evo sa ovakvim noktima. Pa da li ovaj nokat može da istrpi, to jest prst da istrpi pritisak ovog nokta? Setih se još jednom... Или па во случајов ако е трчање во прашање, тоа се неколку часа. Ali slušajte, obično ljudi kažu da je novac problem. Nije novac. Edukacija. Znači, mi nemamo dovoljno znanja, kulture, znači da delujemo preventivno. Edukacija i kultura. Prevencija kod nas ne postoji, kod nas samo postoji, pa čak i u medicini, što je žalosno. Znači, evo ja kao lekar vam kažem, lekari samo se bave saniranjem problema. Oni ne rade na tome da spreče. Apsolutno, to treba bude prva uloga lekara. Ja sam skoro, znači, srela pacijenta jednog koji je kupio, znači to je jedan bogati Amerikanac koji je obišao ceo svet. Susrećem ga sa novim patikama i sa rupom iznad palca. A zašto rupa? Urastao nokat. Pa da mu patika ne vrši pritisak na taj nokat, pa da njemu nokat ovako može komotno, znači iz one patike da manevriše dok on hoda. Nećete verovati. I pošto naravno, to je u popodnevnim satima ordinacije zatvorim i kažemo sutra, ja sam već kupio sutra kartu za Japan, znači za Tajland, pardon. Ona stavlja dalje svoj put oko sveta sa rešenjem da iseče, znači potpuno novu patiku, ali da mu ne smeta prilikom hoda. Eto ti rešenje, viš kako bi ti dao taj Amerikanac bi ti dao predlog da i ti tako reši taj tvoj halus valgus. I seci, brate, patiku sa strane, pa trči, nema pritiska, nema problema. Игор, малку превидени? Да, добро. Сликовито е. Да, значи, она пак го повтори она што го зборуваме цело време, дека всушност главниот проблем, односно темата која што треба да нагласиме и понатака да немаме вакви ситуации и проблеми е токму таа едукација. Значи, ние имаме проблем, ќе го решиме и пак занемаруваме, после пак и можеби си тераме по старо и така натаму. Меѓутоа, ако добро се едуцираме и некого таа едукација му ја пренесеме онака како што треба и знаеш кога ти станува нешто навика, цело време и си викаш, тоа, и почнуваш од она претходно што го спомнавме. Значи, да ги одржуваш самиот таа хигиена при туширање, при се и така натаму, се што нели во нашиот еден нормален ден опфаќа, дали се работи, доаѓаш од работа, вадиш патики, одиш на тренинг и враќаш. Значи сите тие моменти каде што му обрнуваш внимание на стопалото околу хигиената, околу одржувањето, околу се,
Ако имаме таа едукација, ако ни назначи некој, ни влезе у глава, ни стави дека навистина е тоа потребно, нема никош да имаме проблем. Да, како што водиме грижа за рацете, треба да водиме грижа и Ето за така, тоа е многу добар пример, нозете. кој што можеби некогаш некој ќе го занемари, пак ќе рече ајде бе раце, нозе. Не, баш така е, бидејќи тоа е дело, телото и тоа ова си има една намена, тоа друга, пак е исто нели од нашето тело и сепак не треба нешто да занемариме и се што кажа он и примерите и со ова што го кажа со човекот со патиките, навистина интересен пример, можеби малце на почеток ќе делува нели интересно и смешно, меѓутоа ако малку човек подзамисли до каде може да оди некој, ќе го преземе тоа што рече дека е исекол патиката се за да нели биде конформација да може ноктот да му Ни го излезе решава како- проблемот, Да. си наоѓа начин како да функционира интересен пример. Опет последица. со истиот. Висна, какви се реално проблеми имаат спортистите? Затоа што веќе ги споминавме и балерините, можеби тоа не е нели класичен спорт, но е една професија во која што навистина најмногу се засегнати стапалата. И од вашето искуство кога работите со спортисти, какви се проблеми на стапалата можат да имаат? На прво место е она медицинска дијагноза атлетско стопало. То сви знају да постои атлетско стопало. Сама реч вам каже, значи стопало атлетичара. Зашто? Затоа што е стално у акцiji, затоа што е стално дигнута температура топле, затоа што се стално стопала влаже, значи има влаге, затоа што су стално стопала у затворено, мрачно. Ето, испуњена со на 3 услова, топло, мрачно, влажно и гљивице харију. Тоа е царство за njih, значи посебно, ево, кажем сада и у зимском и у летњем периоду, значи активни спортисти на прво место имају значи гљивична инфекција стопала. Тоа атлетско стопало се углавном односи на гљивична инфекција меког ткива која се јави у меѓупрсном простору најчешće измеѓу 4. и 5. прста. Ја затоа ви кажем да луѓе када перу стопала посебно обрате паžnju, значи не оперен горе, оперен доле. Меѓупрсни простор, ту су гљивице, ту се one крiju и испод нокатних плоча, значи у каналима и испод нокатne плоче. Зашто не треба да буду дуги ногти на ногама? Видим да je bila i neka moda, pa su žene pustale nokti na nogama, nećete verovati. To je šatorsko krilo, mislim, za gljivice. One se tu podvuku i one tu haraju. A onda posle toga dođu, znači, sa odlepljenom nokatnom pločom, to je takozvano holiza, gde teško možete da vratite nokatnu ploču da ponovo prilegne na tkivo. Drugi problem su žuljevi. Znači, prvo su gljivične infekcije, onda žuljevi. Stalna iritacija, patika, trenja. Ja sam jednom videla Igorovu sliku, ja mislim da je bio maraton u Ohridu, meni došlo da plačem. Mene bolelo kad sam mu videla onu ranu na stopalima, ali on je jedna zverka, on ima da trči, mislim, i kao fakiri i po ekserima ako treba. Znači, on je morao da istrpi tu, da kažem, da dođe do cilja. Ali prosto zbog toga preventivno, znači treba voditi računa da li imamo neku slabu tačku na stopalima, da li nam je obuća adaptirana, rubovi, cipeli i tako dalje. Kurje oči, bradavice, također često recimo kod vaterpolista. Mi tu nemamo probleme na stopalima ovog tipa, ali zato gljivični problemi i bradavice. Kod njih haraju bradavice. Čim primete jednu malu tačkicu na stopalu, treba da se jave. Jer ispod te tačkice koja se njima čini kao kurje oko, može u stvari da bude bradavica, a bradavica je živa, virus je, rasejava se i onda može da napravi haos na stopalima. Imali smo sada jednu pacijentkinju iz Zagreba, ja mislim negde sa preko 200 sitnih malih bradavica na stopalima. Prosto nije mogla da gazi koliko je to bilo zahvaćeno. Да. Игор, имаме само уште некои 2-3 минути, те молам околу преводот и да кажеме зашто се спремате со Дарио. Да, она ги спомна неколку пати тие габични инфекции, кои што реално тие највеќе се јавуваат. И ги спомна и брадавица, меѓутоа кај габичните инфекции највеќе се јавуваат и обично оние делови, значи од прстите, кои што нели ги занемаруваме, тоа се просторот меѓу прстите, тука се собира, значи нехигиена и се останато, прелјавштини, така да треба да обрнеме внимание, доколку ги нормално исчистиме, измиеме како што треба стапалата, тогаш нема што да се собери, нема што да предизвика такви габични инфекции. Тоа сакаше цело време да го потенцира и го кажа на примерот со
балерините со се што се случува, значи за жал страдаат стапалата, ама ете колку може да се направи да се заштитат, тоа зависи од нас. Мора да се превенираат работите, односно така сите ние да размислуваме. Никаде пред крајот, со Дарио претпоставувам се активно се подготвувате, познавајќи ве вие никогаш не мирувате. Нема мирување. Што е следно? Значи да информирам јавноста дека со 100% веќе во оној квалификационен систем што е на европската атлетика, куќата на европската атлетика, Дарио е пласиран за следното европско првенство следната година во Бирмингам, во Обединето кралство, во Англија, така да тоа е веќе сигурен пласман. Со резултатите што ги оствари, таму се земаат во пред 2 маратони, едниот му беше од оваа година од Брисел, 2 сата и 14 минути, и другиот во Скопје која победи, исто така 2:14 и него го фрла на 42-то место во моментот во Европа, од тој пласман, од 60, така да можам слободно да кажам, воопшто и да не трча до крајот на овој квалификационен систем, тој може максимум да падне до 47-8 место од 60, така да веќе е пласиран, тоа јас го верувам. Меѓутоа, ние не би биле тоа што сме ако нели се задоволиме со тоа, така да нашиот следен план е дефинитивно најдобриот за нас и маратонот кој што највеќе ме спомени, тоа е Севилја маратон во февруари следната година. Може и да има некој изненадување да се појави некаде, меѓутоа дефинитивно Севилја ни е следниот. Да, тоа е многу скоро, за некои 2 до 3 месеци. Претпоставувам дека активни подготовки во текот на зимскиот период и ве чекаме да слушнеме и да споделиме во медиумите за новите успеси на Дарио. Тука некаде ќе ви се заблагодарам пред се за едукативниот разговор, затоа што веќе споменавме на крајот од денот, најважна е едукацијата и неинформираноста. Да, на граѓаните, а всушност сето тоа кога сите ние би биле поинформирани на тема подологија, генерално, а потоа и спортска подологија, би воделе сите ние повеќе грижа за... Ево, ја бих искористила прилику да позовем све спортски клубове, значи у Скопју, на превентивни, бесплатни преглед у ординацији доктор Вајс, чисто диагностика ради да пациенти стварно схваташ коликото може да буде отежавајќи фактор у развој njihove спортске кариери. Ете така, бесплатни прегледи ви нуди доктор Весна. Ви благодарам уште еднаш и драго ми е што се видовме после долг временски период да зборуваме за вака интересни теми. Верувам дека уживавте и вие гледачите.